Мислив се денеска какво да го представя моя съговорник, дали по име и презиме, дали да го поздравам, а малко съм лют и ќе појдам от причината защо я викне моя съговорник денеска у нашата емисия. У емисията на разговор со Джони. Собраќаен хаос укочени, што сите не засега, што не сите излуде некако. Посебно у летниот период кога ни беа гостите тук. Значи, немање собраќајни знаци сегде како што треба, необележани пешачки премини, проблем со паркирањето, проблем со раскопаните улици оставени да се кинат гуми на луѓето со возилата. И сето тоа некој треба да го решава. Затоа во мојата емисија повикав ја Жаклина Пауновска Ангелковиќ, инспектор во општина Кочани. Да те поздравам, Жаки, така ќе се именувам, знаеме се одамна. И дали имате некоја визија да ги решите овие проблеми? Бидејќи после ќе одиме парцијално проблем по проблем. Так, благодарам, голема чест и задоволство е прво да се присуствува во оваа емисија, а друго и да зборуваме за она што не мачи секојдневно, она што е, да не кажам, моја ужа специјалност и она што е поврзано со работата во општина Кочани, односно нашата локална самоуправа. Се согласувам потполно на сето она кажано во воведот, само би додала покрај целокупниот хаос кој што вие го рековте, односно ќе го зборуваме јас и ти, Џони, ако може така да си дозволам се една близкост, присност, така и очекувам дека ќе треба да тече нашиот разговор, бидејќи нашата иницијална каписла е да го продискутираме она што ни се случува секојдневно, што се работи и кои се плановите за понатаму. Ти имаш една финта. Гледам те од како како се вработи, се ми викаш на мене, кога ти кажам некои проблеми на изградо дека има, се ми викаш у интерес на граѓаните, само никој да ги решиме тие проблеми на граѓаните ние. И аз нема да ти дам многу да збореш сега околу представувањето, околу тоа да фалеш ја емисијата тие работи, но директно ќе почнам прво од тоа што го ја имам замислено, ако не ти смета. Пред 2 месеца имахме една средба и со градоначалник имаше у мултикултурниот центар за изградба на катна гража. Што значи дека и вие сте мислам свесни сте дека катастрофа е паркирањето у Кочани. Ајде се вакасија, пред ја да почнам да ти поставам некои подпрашања и да ти се уфрлам у мобето, ќе ми кажеш дали имате замислено да градите катна гража, каде и колку би чинила таа. Првично треба да споменеме дека целокупните градби одат со генералниот урбанистички план, со деталниот урбанистички план и сето она во зависност од програмата и буџетот на општина Кочани кој што е планиран за тековната година и секако од тековнава за следнава година. Она за кое што имавме јавна расправа, на кое што на наша жалост, на моја лична жалост како граѓанин на општина Кочани, а исто така и како модератор на настанот и представник на општина Кочани, имавме мал број на сограѓани кои што дојдоа да поразговараат на темата. Не зборуваме за катна гаража, зборуваме за платформа на големиот градски паркинг, кај градскиот трговски центар, таму каде што имаме постојни 45 паркинг места, официјално каде што имаме паркинг со наплата на истиот и предлогот е да таму имаме платформа да добиеме уште толку паркинг места. Колку би чинила таа платформа? Секако тоа што беше на презентацијата беше представено од фирма која што е ангажирана за да биде осмислен првично проектот во однос на 300.000 евра беше. Мислам дека да, немој да ме држите. Да, 300.000 евра некој така, беше цирка. Официјално кажано, просек на 7.000 и нешто доваѓаше по паркинг место, 45 места кои ќе помножиме, значи тука негде доваѓа математиката. Можеме да кажеме, така. Да. Ама добро, тоа гледај сега. И јас бев на таа трибина, разговаравме, мислам отворено, како и сега што разговараме. Тоа не пројде кај луѓето, бидејќи што е нормално, луѓето се засегнани таму да има платформа, од колку причини. Имаме доле дуќани. Значи доле имаме дуќани. Тие може да се биле предвидени некој пат гаражи да видат, но и тоа зградата кој се е правила, тај што изведувач бил, може да се кал да има доле дуќани. Нормално да се продадат тие дуќани. Тие луѓе мака мачат со економијата, со муштерии сега, тоа е проблем што сите го чувствуваме, нели? Сега со таа платформа доле ќе им се затвори целиот простор на ни. Прво на ни се затвара. Горе на тие директно ќе се качува горе.
платформата, нели, збореме директно ќе биде со спрато горе по врзаност. Некако ми стои тоа како малку деликатно за решавање. Освен тамо, дали размислувате негде на друго место да правите? Првично во моментите и течат некои јавни анкети и расправи за детални урбанистички планови од соодветни кои што секогаш може да се погледнат на веб страната на општина Кочани, има објави, но нажалост пак ќе се вратам на тоа дека немаме заинтересирани граѓани. Бидејќи нашите заинтересирани граѓани се на полето на социјалните мрежи, каде што имаат се нешто многу да кажат, а кога ќе имаме јавна расправа со стручните служби од локална самоуправа и ангажирани проектантски куќи кои што реално доаѓаат за да дискутираме по план и по потреба соодветна на граѓаните, изборуваме за централно градско подрачје, каде што ние имаме теснец, каде што и немаме доволно простор да изградиме нешто кое што со капацитет ќе задоволи нашите секојдневни потреби. Во овој момент имаме иницијатива која што е покрената од општина Кочани и сегашното актуелно раководство на општината да се изгради само платформа. Зборуваме не за катна гаража, зборуваме за некое преодно решение додека деталните урбанистички планови поминат, додека добијат своја реализација и додека се пронајде соодветното место за изградба на катна гаража со еден поголем капацитет. Оно што беше во мултикултурниот центар, бидејќи имавме малостопанственици кои што беа присутни, да, не беше општо прифатено, но од локалната самоуправа имавме и анкетирање на граѓани, каде што граѓаните и преодните решенија ги прифаќаат, и ако зборуваме на темата паркинг, паркирање, незадоволни со постоечкиот паркинг, од цената на постоечкиот паркинг и веќе можеме да очекуваме дека во октомври месец со завршување на третиот дел од анкетата ќе имаме и официјални резултати каде што општина Кочани ќе ги представи и ќе дискутира со локалните медиуми. Ама тоа е, гледај се, кажеш го преодно решение. Тоа е гради руши. Значи ќе се граде па ќе се зборуваме за монтажно, нешто кое што може од овде да биде преместено било каде подоцна. Јас сум, значи, од почетокот кога се донесе одлука да се наплаќа паркинг. И може да тоа е добро решение. Така. Цената, граѓаните нека оценат дали е добро, дали не е добро, тоа не сакам да навлегувам, бидејќи секој има различни размислувања. Меѓутоа, мен засегаме на друга работа. Ние имаме паркинг пред собранието направено, тај паркинг не се користи за наплата. На тај паркинг има коли хаварисани, што може да по 10 години стоат, што нигде уопште не се регистрирани, трава веќе не искочило. Таму се донесе одлука да не се наплаќа. Наводно, кажуваат ми приказни на мен, Совето не се сеќавам таква одлука ја да има донесено, бидејќи ја бев на тие состанци, меѓутоа ја мислам дека там се донесе одлука, бидејќи вие вработените у собранието сакате си ги паркирате колите да не плаќате годишна преплата. Не викам само за тебе, зборам за сите што имат возила. И тоа е факт. Тоа не може да избегаме од тоа дека е така. Бидејќи некој, ако има таму на располагање, там има на располагање сигурно да не претерам 30 места може да има и повеќе за паркирање, значи зашто да не се искористи тај простор. Имаме проблем со паркирањето на кружните текове. Ево кружниот тек што е првиот тука кај два другара, гледате дека законски околу кружен тек не смее да има паркирање. А дозволено е паркирање од кружниот тек према полицијата надоле се до пилјарата доле се паркира, значи заземена цела страна, што не е замисливо у напредните земји и у други градови, не, а само кај нас се тоа практикува. Тука сме сега, позади нас е булеваро, новиот направен Стево Теодосиевски. Од двете страни булевар, од двете страни паркирање на возила. Значи, имаме според број на жители имаме превише возила, на мен така ми стоја математиката, дека имаме, мислам, просек се фаќа можда на граѓани по 1,5 возило, 2 и сите излегуваат и се паркираат дека им текне. Дали имате размислување како тие проблеми да се решат? Последните... Не е, значи, само катната гража прашање. Так. Последните изработки на пробивање на нови улици, последните градежни интервенции и спојувањето на булевар од самиот влез, ако влеземе од влезот на Штип и излезот кон Виница, односно Оризари, веќе се одвиваат реализација на плановите кои што претходно се зацртани, а тоа да имаме булеварско решение. Со самото булеварско решение, тоа не значи дека обезбедуваме една коловозна лента која е за паркинг, а која е наше секојдневие.
Бидејќи мојата работа секојдневно е поврзана со полициската станица, со сообраќајната полиција, одговорно можам да кажам дека и текако и се пишуваат платни налози и се делат казни околу паркирањето. Но тоа не може реално со човечки ресурси да биде покриено 24 часа дневно. Бидејќи едно поминување на сообраќајната патрола со без опоменување, со казнување, е на тие возила, додека патролата е таму, со поминување на патролата на некоја друга страна, веќе повторно имаме возила. Она што го споменавме за кружните текови. За дека збориш го тоа? Зборуваме во цело централно градско подрачје. Значи зборуваме и за кружни текови, да, полицијата. Да, тоа сакав сега да го споменам. Зборуваме за кружните текови, кои што единствено во светот, мислам и мене ми е личен пример дека изградивме кружни текови, каде што постојано имаме паркирани возила. Сакам да споделам едно искуство, каде што со еден од полициските сообраќајци работиме на терен и каде што направивме анкета помеѓу граѓаните. Јас бев зазбекнат. Возачите, 80% од тие кои што ние тет-а-тет направивме средба, пред Тера Маркет на автобуската станица ни рекоа, па да, еве овде сум паркиран. Одам да пазарам, нели ова е за паркинг? Да се запрепастиме за познавањето на сообраќајните правила и прописи. Исто така, да се запрепастиме од висината на казните кои што се за паркирање, посебно во кружен тек, на крстосница, кои што и текако не се мали. И колку излага? 300 евра за плаќање во рок од 8 дена на половина. Тоа е нечија месечна плата. Добро. И да некој го повторува делото, ова го имаме видено само во Коче. Да, независно дали некој има пари, казните. дали некој има пари да го плати тоа, дали го плаќа, тоа е вториот дел кој што сакав сега да го споменам, бидејќи ние имаме голем проблем за луѓето, односно граѓаните, кои што немаат работен однос, немаат никакви примања и немаме реализација, односно наплата на казните кои што ги добиваат. Независно во кој поглед нели на казнени одредби зборуваме и на која парична казна зборуваме. Тоа е нешто за кое што навистина треба да се направи интервенција во законските регулативи, бидејќи, како би рекле наназад, гине, но државно не гине, доаѓа некаде таму, ама ќе дојде многу подоцна, кога зборуваме веќе за одење во мирување, односно пензионирање и доколку има некои пензии за да може да се кратат. Но до тој момент наплата на паричните казни нема. Жаки, немате знаци ставено. Јас одговорно тврдам. Ти можеш да тврдиш, ја кажу, немате знаци ставено. Инспекцијскиот надзор во однос на сообраќајот, вертикалната и хоризонталната сигнализација е под директен мој надзор и увид, заедно со колегата Ѓорѓиот, општина Кочани. Добро. Не само да се прави, туку покрај надзорот сме директни учесници во реализација на обележување на хоризонтална и вертикална сигнализација. Добро. Вертикалната сигнализација се поставува согласно изработени сообраќајни проекти, Добро. со добиена согласност од МВР, односно СВР Штип, Добро. заради нашата општина и издадено решение за траен режим. Секој знак кој што несоодветно е поставен, имаме обврска и да го тргнеме, односно да не дозволиме да се постави. Секаде каде што имаме сообраќајни проекти, имаме поставено вертикална сигнализација, која што е во функција и континуирано работиме на промена на истата во термините како што е планирано во програмата на општина Кочани. Она што нас ние секојдневие и го гледаме, тоа е во моментот необележаната хоризонтална сигнализација на изградениот булевар Стево Теодосиевски, на она кој што го имаме и е од последното бележење на Тодосија Павнов, ако зборуваме за централно градско подрачје, бидејќи тука е најголемата фреквенција, тука се училиштата и се нешто. За континуитетот на бележењето на хоризонталната сигнализација и помедумите имавме дека минатата недела имавме бележење. Бележењето стигна некаде до автобуската станица, фирмата треба да работи во некоја друга општина, се повлече, само да ја завршам мислата, а во моментот ја чекаме промената која што општина Кочани ја бараше, односно морам да кажам јас и колегата Ѓорги ја баравме за сообраќајниот режим на булевар Стево Теодосиевски. И затоа немаме обележена хоризонтална сигнализација. Сега ја тоа ќе сакам да ти го кажам. Значи почнувате вие куќе да градите од кров. Така ми изгледа работа. Ќе го објасним и тоа. Вика стигнаме до автобуската станица. Така. Тука, до зградата која го правиме сега овај разговор, јас и ти,
нели почнува булеваро, што е Теодосије, Така, ово Стева стево Теодосиевски. Тука имаме 2 школи основни, за дечиња имаме и средно училиште. Така е. Срамота е предшколската година да започне на 1 септември, тај дел да не беше обележен. Тие игли што ги ставите стубове, ја не викам ти си ги ставил, ја ги викам игли стубове, значи оранж-белите, тоа на мен ми е малку и смешно и не знам како да си искажам што смета на возачите тоа. Возачите не се свесни кој има предност, дека има предност. Значи тука е тотален хаос дека сме ние сега тука кај вас града. Тотален хаос. Моje мислење е дека вие малку летото така поулижате се малку и ти и Ѓорги, требаше да не дигај вегите, речеме, ќе збориме отворено. Да, така. Требаше да земете тука, значи кај овај мост, да земете да го направите пешчки опреми, да го обележите. Гревота е дечиња минато тука. Од некне имах една прилика да гледам како јас сликаго овај дел. Тука пошто го потребувам па и за мен за портало некои слики. Гледам дечиња чекат, не знаат од дека да поминат. И ја не знам од дека да поминам. Искрено ти кажам. Неле тука малку затајате. И ти, Ѓорги. Затајувањето е оној хаосот кој што го споменавме на почетокот на разговорот во летниот период, не ги споменавме и градежните активности. Добро. На нас не се случи градежните активности како и секој правен субјект кој што треба вработените да отидат на годишен одмор, така и градежните работници. Дел беа на годишен одмор во екот на сезоната во август месец и дел беа стопирани од колегите инспектори заради временските услови и ограничување на работното време. Сето тоа допринесе да градежните активности подоцна да завршат. Од самото подоцна завршување на градежните активности имавме на почетокот врнежливи денови кога фирмата која што благовремено е обезбедена. На дошли не работи шеќер и она ќе се стопи. Не да не работи, не може да биде бележењето. Првично не може да остане и друго мора асфалтот да биде соодветно сув, нели, за да и имаме поголема трајност на бојата. Од кога почнате го одбележувањето тај? Тоа се двете работи, ама најважната работа е следната. А тоа е промената на основниот сообраќајен проект, конкретно за стевот Теодосиевски. Придобивањето на проектната документација по иницијатива на мене и колегата Ѓорги и по секако примање на општина Ѓорги главни во градот. Тим, машала. Заедно со командирите од полициска станица констатиравме дека во проектната документација тоа што го имаме како регулирање на сообраќај, имаме само направен поголем хаос од постоечкиот кој што го имавме во Стришан. Од тие причини побаравме промена и на дополнување. Добро. И таа промена и на дополнување не ви заврши се работа. Не завршува за 3 дена. Вчера беше колегата, тоа е фирмата која што е обезбедена врз основа на јавни набавки, која што ќе изработи сообраќајен проект. Секако голема благодарност на дел од колегите урбанисти со максимален ангажман, Петар Минов и останатиот тим, каде имавме мерења ние лично, за да излеземе на терен и колегите. Честење цела недела, овај го пофалеш, онај го пофалеш, а работите не идат. Зборуваме само за желба и нешто кое што не тангира секојдневно како граѓани. Бидејќи првично ние поаѓаме наутро на работа и се сретнуваме со ова што ни е топ тема првично на почетокот од работниот ден. Ова не е одбрана на работата моја или работата на локалната самоуправа. Ова се реални факти кои што понатаму во постапките кои што ги имаме и кои што се во план за следната година ние како оперативци ги предлагаме на останатиот тим од секторот кој што е задолжен за градежно земјиште и за уредување на градежно земјиште, понатаму како да се реализираат дали рехабилитација, дали нови улици и патишта. Многу сте ги услужили тие работи. Не е до нас. И ако јас се прашувам, јас како Светска банка со Министерство за транспорт и врски би ги барала комплетно. Прво документите, финансиите, реализацијата и пост завршени работи, сите завршни, не ситуации за плаќање на пари, туку проекти за извршени улици, за завршено со утврден режим и контрола на поставена сообраќајна сигнализација, она што го зборувавме за се. Колку е дозволено возењето кочани? На влезовите од градот
ја имаме поставено сообраќајната сигнализација која што е со 40 километри и имаме веќе зона 30 каде што е кај училиштето Раде Кратовче. Добиваме на тоа се последните две улици кои што се рехабилитирани, реконструирани од Светска банка, тоа е улицата Гошо Викентиев. Чекај малку. Чекај се. Кажуваш 40 дозволено укочени и 30. Ја ќе ти кажам еден пример. Еднаш кога ти го кажам, а ти се направи дека не го слушна. Летто кога беа тука нашите, ајде да кажам, пријатели со граѓани што работат у странство, имах еден случај да бидам случајно, значи да се најдам таму дека не ме сееш там да никнам. Како и секојаш. Да, како и секојаш. Карши Велјан од полициска станица сопират возило, мислам дека беше крајнска регистрација, не ме фаќа, мислам дека беше словенско, не сум баш сигурен од кое место беше. И му вика, господине, возите прекорачена брзина. Он вика, колку возам? Он вика, 54. Вика, па, може да возам толку, колку, ја не знам колку е дозволено. Вика, како не знаеш, вика, не ли гледаш, вика, дека 40 е дозволено да се вози. И он вика, јас ке те качам у возилото, ке завртам сега, ке се врнеме, вика, до хотелот што го имаше, вика, Цоби. А од таму, вика, ке појдеме наваму, ја ке ти кажам, дека видиш знак 40 да стоја на улазу у градот од десната страна, јас ќе ја платам казната. Полицајецот знаеш што му одговори? Вика, ај оди си. Пушти го човеко. И јас знам ја причината, јас сум по цел ден низ градот. Викам, пушти го. Вика, нема знак. Нема знак. Сака да му речем, Жаки забравил знак да закове. Не се смеј. Тоа мора да се реши подхитно. Зборуваме за конкретниот пример, за да не останеме должни, да се слушне и другата страна. Зборуваме за примерот кога и во тек се уште и се очекуваме и се надеваме, верувам, сите посакуваме како и јас лично, да завршат градежните работи на експресниот пат. Значи, ние зборуваме за влезот на градот, зборуваме за кружниот тек кај Национал, каде што сообраќајната сигнализација, како кај Национал и претходно на новиот кружен кај Зик Кочанско поле, за да пошироката јавност знае за каде зборуваме, ние имавме сообраќајна сигнализација која што е при изведување на градежни работи и врз основа на утврдениот времен режим, повторно врз основа на сообраќајна документација, согласно со МВР издадено одобрение. Не е ова одбрана. Ова е за нешто кое што сакам да ја наведам и дискусијата, бидејќи да зборуваме и за нешто друго. Ние имавме таму затварање поголем број пати, кога зборувам мислам на општината, изведувачот и полициска станица Кочани, бидејќи тоа е една спрега на институции кои што се надлежни и одговорни при сите времени режими. Исто така, заедно и со колегата државниот инспектор за патишта, зборуваме во летниот период, сите имавме искуство, нели дека не пречекува некоја препрека и верувајте, можеше да бидат физички препреки. Бидејќи поставената сообраќајна сигнализација, додека еден час сме на терен, утврдуваме дали е поставена, следниот час ја нема. Тргната на страна, за да со граѓаните како си се враќаат од работа ја поместуваат сигнализацијата, поминуваат понатаму и не ја враќаат, а немаат право ни тоа. И сведоци сме на сообраќајни незгоди и така натаму. Тоа е и еден друг дел кој што исто така е добро да го зборуваме. Со еден мој пријател синоќ ќе разговарах и прашаме кој ќе ми биде гост во емисијата и ја му кажувам за може граѓаните очекуваат дека ја оваа емисија ќе ги правиме едно време кој што беа само со спортисти, само со музичари, тоа меѓутоа на мене беше целта да видиме со проблемите со кои содруват нашите граѓани, па и јас исто, па и ти секојдневно, она што не обкружува. И затоа тие емисии ги правам. Он овака ми рече, вика, ај прашај ја твојата соговорничка, ја кажа кој ќе ми биде гост, низ градот имаме знаци оштетени многу. Дали толку се вика змија упазува свила, па немат пари, вика собранието да земат тие знаци да ги сменат. Ево, има постојани знаци оштетени, свиткани, тргнани тоа. Тоа зашо не се решава? Дали пари немате? Шо е отворено Отворено зборуваме. Да. Исто така како што имаме и нова поставена сообраќајна сигнализација, а можеме на плоштадот да видиме како некои, верувам дека нашите помлади сограѓани го истетовирале во наводници, да кажам, истетовирале знакот, залепиле некоја слика, па сме во некое чудо да се прашуваме кој е овој сообраќајен знак кој што не среќава. Секојдневно имаме
и информации од останатите, тука сакам да ги споменам автошколите, бидејќи се непосредни директни наши. Учесници со обраќају се непосредни. Тие се најсекојдневно покрај колегите кои што се од инспекцијскиот надзор од општина Кочани и останатите кои што со граѓани на тет средби или по пријава пријавуваат за стара и дотрајана сообраќајна сигнализација, за оштетена сообраќајна сигнализација. Во континуитет имаме промена на истата, но јас морам да кажам дека не се постигнува. Зошто? Како не се постигнува? Не се постигнува за да се обезбеди нова сообраќајна вертикална сигнализација, да истата биде променета на местата каде што е пријавено. Зошто? Бидејќи новите сообраќајни знаци наутро и на порталот и на локалните медиуми имаме постојано дека им трпат оштетување. Добро. Младите сограѓани, како да имаат вишок енергија и при своето враќање, ја оштетуваат и како ја оштетуваат. Во моментот имаме сообраќајна вертикална сигнализација која што чека во кругот на општина Кочани за да ја обезбедиме екипата на браварите од комуналното јавно предпријатие за да биде зашвајцувана, вратена и поставена на претходното свое место. Или промената со нова, бидејќи општина Кочани има двајца општи работници кои што работат на по-сеопфатна проблематика, меѓу другото немаме јавно предпријатие или немаме екипа која е задолжена само да ја менува вертикалната сигнализација и нејзиното оштетување, нели, да направи враќање во правобитна состојба. И заради тоа имаме малку застој и по тие пријави кога ги имаме не е тоа од денес за денес или од денес евентуално за утре. Бидејќи екипата на комуналното јавно предпријатие секогаш чекаме да ги заврши овие работи. Ја мислам не е оправдувањето. Некаков дека е оправдување? Знаеш, ние сме научени се чекаме, бе, до кога ќе чекаме? Ние чекаме 30 години да почнеме држава да правиме, ние од држава ни да немаме направено. Значи, се е ово услоп на државата. Јас уреду, слагам се ја ово што кажуваш дека на пример има оштетување од некои несовесни граѓани. Има. Океј, во ред да е тоа. Се е така. Меѓутоа и за тоа има лек. Пред минатата седница на Совето имаше еден допис имахме и мислам дека на Совето е поставено барање да се почне од централното градско подрачје да се стават надзорни камери. Бил скап проекто. Има ли нешто по-скапо ние што плаќаме за глупости? Ставаме клупи, оштетени клупи. Ставаме у детски игралишта играчки, оштетени детски игралишта. Стаеш, ајде викаш знаци, оштетени знаци. Ама тоа си работа, пак ќе кажам, на советниците, на нината способност да го изгласат тоа. Јас зборам советници за сите 19 души, јас не ги делам таму советниците. И во спрега со градоначалникот, со тие служби, тоа да го решат. Значи, тоа си ни проблем, треба да се решава. Нема ти што да чекаш, да чекаме комунално јавно предпријатие, ќе бидете малку поажурни за тоа, ќе тражите, бидејќи не дај Боже да се случи некој сообраќајна, не се среќа, не дај Боже, викам. После се џаве, и знак да се смени, и се е џаве, само ќе се префукуваме, ќе се нервираме, ќе се навредуваме. Исто така сакам да ми кажеш, има луѓе што многу реагираат, бидејќи имат оштетување на своите возила, за патиштата што се ископат, прекопат се и се остават. Асфалтот се ископа, фрле се некоја земјичка и до тука е работа. А прво паѓање на дожд, знаеме дека направи мала дупка, мал кратер направи и оштетуваат се тука на асфалту, ударат колите. Тоа како презимате како инспектор, да кажем, у општина Кочани, како го презимате тоа да го решите тај проблем? Пред да се вратам со одговорот на ова прашање. Ајде. Наназад видеонадзорот, бидејќи споменат, мене ми е драго, бидејќи темата за која што зборуваме, со подточките е опфатот на целокупните мои заклучоци и препораки од 2019 сите овие години во мојот годишен извештај. Добро. Со тоа што е сработено од инспекцијски надзор, покрај инспекцијскиот надзор заедно со останатите служби од проектирање до изведба, исто така како моја обврска е да ги дадам заклучоците и препораките што тоа локалната самоуправа, односно општина Кочани треба да превземе. А тоа е видеонадзорот. Видеонадзорот е
првично ќе служи за заштита на општите наши добра и тоа На обезбедени. заедничкото, тоа е заедничко Така добро. е, и тоа обезбедени и платени со нашите граѓански пари, парите Тачно. на народот, а и друго можеме да ги користиме за новите истражувања. Бидејќи останатите земји, каде што имаме видеонадзор, нема тука, независно од законот за Па заштита не, на имаше лични пример за тоа. податоци. Имаше пример еден у Белград, ако се сеќаваш за Нова година, еден дечко однема го одеднашка од Да, и по Хрват. патот на камера. И сега со камери, Така со е. камери, они сите улици ги фактички Така е, покриват, а Белград така е е. Белград е град и тоа се трошкове там за тај град, ама и тука Да. треба да се одат. Добро? Видеонадзорот е неопходно потребен и како предлог е да биде опфатот на првично централно градско подрачје, документацијата е обемна, ама е решливо. Значи, ако се фатиме, службите на општина Кочани може да го изработат, може да го средат, бидејќи ние имаме други градови во општина Кочани каде што веќе функционираат тие видеонадзори. Првично би биле некаде централно градско И подрачје, после се шири тоа а нормално. после тоа нели во однос да Да. видиме како тоа Као функционира и метастази, колку е. пушти се насегдени и сите улици се Јас покриват. тука сакам да го потенцирам мојот предлог и моите заложби, а тоа е дека тој видеонадзор е многу добра основа за првично следење на сообраќајот, за анализа на постојните сообраќајници, на режимот кој што го имаме, на моменталниот проток, а со тоа ќе биде основа за она кој што на нас ни недостасува наназад годините, а тоа е планирањето. Планирањето не ги ставам во оптек генералниот урбанистички и деталниот урбанистички план, зборувам за планирањето на сообраќајот и на утврдување на режимот на сообраќај. Бидејќи ако ние појдеме од тоа дека ја немаме базата на податоци, со каков ранг на улици располагаме, Добро. со каков режим на сообраќај, и ако на нас не се случува дека при некоја случај на сообраќајна незгода, ние првично имаме повик од полицијата која е улицата, или дали е паркинг, или не е паркинг, дали е приватен паркинг. Не, па за паркингот ќе со него Не, почнеме, со него и ќе завршиме. Ова Ја сега го така. зборуваме нели во опсек на Глобала, целокупниот динамичен и стациониран сообраќај. Тука и текако добро ќе ни дојдат видео камерите, надзорот кој што ќе го имаме, бидејќи веќе имавме од тоа што сме учесници веќе наназад неколку години, ви пред некој ден ја облежавме денот без автомобили. Имавме понуди од наши колеги кои што се нудат своите знаења да ги пренесат овде, но нели треба да имаат база на податоци, да се утврди тој режим, да се направи една анализа, затоа што ние тоа во општината и централно градско подрачје го немаме, за да можеме да промениме режим на сообраќај и да иницираме, нели? Видовме пред некоја година кога имавме едносмерна кејна револуција, и кога имавме реакција, бидејќи очигледно е дека по еден природен пат, кога ја задржуваш, одиш по десната страна и никако не ти доаѓа природно да во спротивниот правец биде таа едносмерна. Покрај тоа, сообраќајните правила, па имаме прописи, па утврдување на еден поширок режим и така натаму. Ти малку ојде од камерите, ојде дека За сообраќајот. Да, а не ми одговори И за повторно се прекопаните враќа- улици. Така е, повторно За се прекопаните враќаме на улици, тоа. Ти гледај се. Кружни тек долека и целулоза го правија се длго време. Луѓето се многу жалеа, многу оштетени возила и мало. Што е нормално, ја верувам дека Така е. може возилото не се оштет толку, ама гума, бандажи, тие работи, ама тоа попридонесува и возилото да не биде стабилно. Значи луѓето си имаат тоа са трошкове големи. Ја мислам унапред е земи нешто ако не се направи урок на тоа, граѓанин има право да си поднесе барање да му се плати оштетата. Сега не знам кај нас како е тоа регулирано. Знам за кучијата скитници, ако ту апе, значи треба да бидеш паметен, извадиш лекарско, поднесеш тужба, стоиш општината, земеш си и парите. За кај вас не знам како е. Исто е врз основа на Законот за јавни патишта. Добро. Конкретно зборуваме за локално ниво, општината е одговорна за одржувањето и за безбедноста на сообраќајот и при било какви оштетувања. Значи, доколку зборуваме за оштетување на возилото од, ако било тоа времениот режим, ако бил некој прекоп, ако било нешто кое што во моментот се работи, па се работи на еден подолг период, а не е вратен за употреба сообраќајот или можеби не е покриен со соодветна документација, тогаш граѓанинот има право и може да поднесе барање за да надоместна истата штета. И кога зборуваме за овие прекопи,
Зборуваме за прекопи кои што се поврзани со поставување на некаков вид на инсталации, независно Добро, водоводни, да. канализациони, кабловски и така натаму. Па или нешто одводни цевки. Така, или зборуваме за прекоп на коловозни ленти и тротоари за приклучок на индивидуални или стамбени згради. Исто тоа е тангирано и е под директен како ингеренција на општината, така и под директен инспекцијски надзор. Имаме утврдена одлука на Совет, врз основа на која што одлука дали е правниот субјект или физичкото лице заради трајно оштетување плаќа соодветна сума на пари во однос на квадратурата и има обврска истиот тој предел, независно рековме коловозна лента или тротоар, да го врати во првобитна состојба. Она што на нас ни се случува најчесто, тоа е поради дефектите кои што се случуваат и ги работи комуналното јавно предпријатие, но нивното санирање некаде преодно трае многу долго, некаде дури и тоа преодното не е завршено, па поради тоа сведоци сме дека во текот на овие денови повторно е општина Кочани има обезбедено правен субјект за да ударните дупки и таквите прекопи ги санира со асфалтирање. Инаку, во тек и сега во моментот и минатата година имавме поголем број на состаноци и утврдување на потреба за некакви промени во работата на комуналното јавно предпријатие, конкретно сега мораме да го споменеме, дека тие брзаат да се отклони дефектот или да се направи тој некој нов приклучок, но санирањето на тие прекопи оди многу бавно, да не кажам во недоглед. Овие емисии правиме еден со друг мобет. Штета, за мене штета што не учествуват повеќе, а иначе саках да увикнах и директорот на Водовод да разговараме малку на таа тема и мислам дека ќе за скоро време ќе го натераме да дојде, бидејќи имат граѓаните и тоа проблеми. Збореме, пак ќе се вратам ја. Збореме за конкретно за тоа што викаш ископа се, оставе се. Кое е решението да се одма санира? Ути вечната мошка ќе помине, некој ќе настрада. Значи јас зборам го оперативно. Немаме, како да ти кажам, немаме иницијатива, немаме организација одма тоа да го завршиме. А треба. Свето сега и срушат мост, Сабајле е направен мост. Така е, или улици со огромни Ама должини тоа е во се централни градска. со планирањето. Зборуваме за светот. Да. Кога се спуштаме кај нас, сето тоа оди некако многу бавно, многу тешко. Дори првично при инспекцијските надзори беше проблем кога ќе се побара сообраќајен знак дека има работа на пат. Во почетокот направивме поголем број на средби, бидејќи не се ингеренциите само на општина Кочани, туку и на полициска станица, и во континуитет работиме заедно и со сите останати правни субјекти зборуваме како на вакви средби со констатирани директни проблеми и нешта кои што треба да се решават. Бидејќи казнените одредби не се само на општината, туку и полицијата има своји казнени одредби од Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Заради тоа, мораме да бидеме искрени, бидејќи така муабетот е добро да го водиме, нели? Комуналното јавно предпријатие има преголем обем на работа, со тоа не сакам да ги амнестирам дека нештото кое што се работи, а е од општа безбедност и на самите нив, бидејќи си одат од работа. Тоа не е задача, така? Да, Добро. да, тоа е задача и обврска на комуналното јавно Добро. предпријатие. Има екипа која ќе го санира постоечкото, независно што е, нели, зборуваме приклучок или зборуваме дека е некој дефект. Се прави прекопот, се санира нивниот стручен дел, зборуваме, и нивна обврска е коловозот и тротоарот да го вратат во првобитната состојба. Ако зборуваме за нешто кое што денеска во текот на денот траело подолго, А улици по 9 месеца 10 така е, задолжително треба да биде обезбедено со соодветна сообраќајна сигнализација. Треба да имаме известување и информација преку локалните медиуми, за да ние како граѓани бидеме информирани каде и што не очекува некое попречување во однос на нашата безбедност како учесници во сообраќајот. Тука мораме да бидеме искрени дека некако ни се одолговлекуваат работите. Луѓето се мислам сепак и учесниците сообраќајот коректни за многу работи. Ево ја ќе ти кажам еден пример, тоа е можда пред, ајде да не претерам, 10 години има сигурно. Тука на улицата Скопска Добро? и меѓу Роза Петрова, тие попречните улици што се,
што оде таа потпана Ир улица, ја не знам тачно како се вика, беше прекопана улицата, беше оставена и луѓето им обеќале дека за ден-два ќе се надомести тоа се што е ќе се исправи, се управобитна положба се врати. Него направија недела дена. Луѓето вече земаа, посадија дрво, значи на тај отвор дека ставија земја, посадија дрво и го оставија и го сликаа. Тоа беше, како ти кажам, толку направено интересно за мене. Значи, некој нема совест, улицата е за сообраќај, ево ние ќе посадиме дрво, што нема заинтересирани да земат да ја врнат управобитната положба. Кај на излез од градот тука зборам натам кога одеме према излез од градот тука одма кај игралиштето што е улицата што кај Грост што е ние викаме. Имаше огледало. Сега нема. Убаво прашање. Имаше сообраќајна несреќа. Да, го нема после сообраќајната незгода. Од сообраќајната незгода има 20 учесници. Чекаме да заврши процедурата, да бидеме информирани од полициска станица и на сите тие сообраќајни незгоди при настаната штета која што се однесува на хоризонтална, вертикална сигнализација или сите останати опрема која што е поставена. Добиваме од полициска станица известување, со записник решение го задолжуваме сторителот да ја надомести штетата и во моментот, заради тоа сферното огледало, кое што ите како беше потребно, нели, и затоа беше поставено таму, во моментот го нема таму. Исто го нема и во Стришани поради... Добро, Стришани го беа ударили, имаше со... Не, Стришани беше надоместено, тоа беше претходно, но сега со Стево Теодосиевски, со изградбата, целокупната таа опрема... Да, ја чекаме, како што рековме. Зашо нема уште огледало доле, те прашам? Само заради тоа, бидејќи во моментот, во својата сообраќајна сигнализација... Колку кошта по тебе едно огледало? Па не е по мене, по последното, мислам дека со зголемување на некоја цена 18.000 денари. За 300 евра ние ги доведуваме луѓето, животите им ги доведуваме упрашени. Значи, животите им ги доведуваме упрашени. Од озгоре се слегува на таа улица и тај нема видливост некоја. Нема. А сега има млади некои тамо, телефону у раката, мобет си прави, излезе на улицата, направи тоа што направи, што не треба се прави. Но и двајца дечки што учествуваа со сообраќај, девојче и момче, има мислам сообраќајка од која имат и последици. Тешки последици. И тоа некој мора да седне да се реши, за да не дое утре до поголема трагедија некоја. Ја мислам дека треба вие ево тоа нека ви е еден жолт картон, за да не биде црвењо, да не се дуплира, треба да седнете, да решите за 18.000 динара некој да земе на огледало и да го стави таа огледало. Се е џабе посем, се е друго. Друго што сакам да се навратам, да не ми избега мислата. Јас ќе ја слушнам, па ќе се вратам на сферното огледало. Ама ти се враќаш нешто, ама изврќаме се многу, не бива оро играеме, 3-4 напред. Ама на напред. На напред ќе го водиме. На напред ќе одиме, ќе одиме напред. Преголеми брзини низ градот. Брзо возење. Легнани полицајци. Имаше обиди кај нас, знам, на неколку места, па и на излаз од градот према Оризари, да се постават. Меѓутоа, ние си имаме луѓе што се задолжени да застанат вечето, да ги извадат, бидејќи им сметат. Ако не бива тоа, знаеш, сепак збориме за заштита на граѓаните, и ако некои поединци што гледат оваа емисија, може ги ме псуват менека, тоа не е ни проблем. Ја размислувам, ако не бива со такви полицајци гумирани да стае, мора да се најде начин, како што беше едно време што се прават со бетон. Така наречените легнати полицајци, односно спорувачи на сообраќајот, се поставуваат врз основа на сообраќајна документација, врз основа на утврдени правилници. Која да сообраќајна документација, денал имате несреќи у градот, денал имате, чекате по последните промени се поставуваат единствено околу училишта и околу градинки. Старички домови не ги споменуваме, бидејќи немаме во општината. По изградбата на кружните текови на булеварот е една од причините за успорување на сообраќајот и за негово регулирање во смисла да добиеме каде ти го задржуваш правецот и дека ќе имаш слободен простор да минуваш побрзо
Во суштина да ја намалиш брзината, но побрзо да стигнуваш, нели? Од Кирил и Методи до кружниот тек. Зборам од Кирил и Методи кај што децата влегуваат на школа и од другата страна, од кај оваа што е улица навам што идеше Апостолски, и од тука ајде од оваа улица. Тоа е големо растојание. Од овај влесје до кружниот тек негде можда 300 метра. Од онамо е околу 600 метра. Значи тоа не е доволно, он ќе брза, ќе дојде до кружниот тек на 100 метра, ќе закочи, ќе си помине. Ја мислам дека шом зборите за учениците, дека треба и тај проблем да го решавате. Ќе си седнеш ти, остави мисијата што ние правиме. Онака зборам како родител, како се. Така е, ќе си размислиш, ќе седнеш со одговорните у општината, ќе седнете на еден состано, ќе се договорите, ќе седнете, ќе бидете малку по-ажурни за тоа. Дај да направиме, да не чекаме. Оти се викам, ние се преюдицираме, некам да преюдицираме уствари нешто да се случи, меѓутоа шо ако биде? Посиме се џабе, верувајме. И тие лежички полицајци и не знам лежички собракајци нека ги крстат ако сакат, се е џабе. Ама има и еден друг момент. А? Има и еден друг момент. момент. Тај друг момент со законите да чуеме. Ако се случи, не дај Боже, собраќајна незгода, и кога доаѓаме во судската разрешница, да не дојдеме до неја. Првично колегите го бараат собраќајниот проект, согласноста, решението за утврден режим. Кој ги донаса тие одлуки? Ова не е одлука, ова е законска регулатива. Законско решение, кој е донас таа законска регулатива кај нас укочени? Не зборуваме за кочени, зборуваме за... Ја за кочени зборам конкретно, значи за лежички полицајци, за тоа јас зборам за кочени, мене не ме интересира за друго место. Еве конкретно последниот пример кој што го споменав со колегата, што бевме со колегите вчера на терен, зборуваме за Стево. За да така објасниме за да бидеме посватени. Бидејќи имаме утврден режим во рамките на собраќаен проект врз рангот на улицата, колегите констатирале каде ќе имаме пешачки премин, кој ќе биде и колкав ќе биде кружниот тек во зависност од меродавното возило и сообраќајот кој што го имаме нели на таа делница, дали се само патнички моторни возила или е товарен програм. И доаѓаме до моментот дека овде имаме училишта, дека од долната страна по Гочо имаме успорувачи на сообраќајот легнати полицајци, а на Стево не се планирани. Вчера го зборувавме со колегата, затоа баравме на дополнување на сообраќајниот проект и затоа ќе почекаме уште 15 на дена да колегите проектантското биро е тоа со овластување кое што е обезбедено на врз основа на јавна набавка, исклучен договор помеѓу општината, луѓе релевантни со лиценци да ни направат на дополнување на претходниот сообраќаен проект и да имаме за 15 дена документација, да средиме со СВР Штип околу добивање на согласност, да издадеме решение и веќе до крајот на октомври да постапиме. Дали ќе биде тоа платформа издигната на пешачкиот премин или ќе биде успорувач од типот на некои ленти или оние гумени кои што ги гледаме, но сето тоа оставаме лицата, ние сме воочиле, сме укажале дека тоа недостасува во утврдениот сообраќаен режим. Значи проблемот за овие дечињата ќе го решиме. Апсолутно. Исто така, понатаму кога зборуваме за сите останати училишта. Да го споменеме основно училиште Раде Кратовче, Ја Раде Кратовче сакам да го спомнам. Така. Тоа училиште што го ја наречувам училиште на писменост у Кочани, бидејќи тоа е прво училиште. Така. Улицата таму нема ни легнани полицајци, ни легнани сообраќајци. Еве сега ќе Ајде да видиме. сега ќе го објасниме и тоа. За среќа, улицата Раде Кратовче е една од двете кои што нели се заврши реконструкција. Таму веќе имаме утврдена зона 30 ограничување. Тоа е Раде Кратовче, оваа другата доле што е Борис Трајковски. Не, јас зборувам сега за улицата која што е поврзана со училиштето Раде Кратовче. Значи, зборувам бидејќи тоа е последната улица која е асфалтирана. Имаме документација, поставена е целокупна сигнализација и сега завршена е веќе избран правниот субјект за така наречените легнати полицајци и со завршување подпишување на договорот во текот на овој месец ќе бидат поставени легнатите полицајци на улица Раде Кратовче, кај основното училиште Раде Кратовче, зборуваме нели над училиштето. Од оздола на улицата... Извини, што ги прекинам, малку се насмеа. Овие моите пријатели од полициска станица ќе се радуват кој ќе лежи од нив таму, кој ќе биде легнат полицајец, не е проблем. Од оздола на долната улица, во моментот бидејќи е во планот за следната улица да биде
и улица Гоце Делчев, нели покрај реката, бидејќи очигледно дека улиците се повеќе потребна Живее од онаа страна што е. Да. Тоа се улици кои што исто така треба да бидат реконструирани. Па градинка има тука нормално. Така е, и градинката, од оваа страна зборуваме дека патот е кон Брана Градче, нели, тенденција на општината е да го развива туризмот и така натаму. Тој се планира за следната година со основните градежни проекти, ќе го добиеме и новиот сообраќајен проект, така да и таа улица ќе добие сообраќајно решение по соодветна документација. Жеки, Тоа е проблемот. Жеки, ти и Ѓорги сте тим. Да. Оти не го решите прашањето со пазаро. Со сообраќајот на пазаро, за време од четвртоци. А јас да те прашам, ево, прашам те наотворено. На улицата што е, Гоце Делчев што иде нагоре. Ајде да кажеме, од џамијата нагоре. Некој има потребу болница да иде. Како ќе го префрла тај? Како ќе стигне амбулантно возило до него кога сообраќајот закочен од мосто до ово што е до џамијата? Во потполно се согласувам. Ама ти согласуваш се цело време со И мене, ама не презимате мерки. Не само што се согласувам. Ајде. Туку мерките беа преземани по иницијатива на колегите градежниот инспектор, комуналниот инспектор и комуналните редари. Имавме и видео снимки по социјалните мрежи, имавме информација на медиумите, каде се потрудија да стават на неколку пати еден максимален ред во пазарот само заради таа безбедност. Но сакам да одберам зборови за да не бидеме навредени така. Кога доаѓа пазарниот ден и кога има поопуштена контрола, дополнителна зборувам, да бидат вклучени и комуналните редари и инспектори од општина Кочани, малку настанува поголемо безредие. Поголемо безредие, знаеме сите за што е, ајде. Поголемо безредие кое што во континуитет треба да се одржува, но тоа исто така треба да не поттикне дека треба да размислуваме, пазарот треба да си го најде своето соодветно место, утврдена локација на покрајниот дел од пазаро се издадени се тоа се луѓе купиле дуќани. Така. Јас мислам тоа многу решливо е. Можат тројца, четворица да си платат го месечно на собственикот на дуќанот, некоја кирија символична дека и така не го користи горе празен му е, горе да ги продават тие. Тоа мора да се реши. Тоа ти и Ѓорги како тим ќе седнете со кој ви е тамо селектор, не знам сега тамо, со селекторот ќе си правите момент и ќе го решите проблемот. Градоначалникот и секретарот. Па добро, градоначалникот и секретарот, само они 20 леса, не знам ја кој е, значи ќе седнете како тим, ќе седнете, мора да работи у интерес на поголемиот број граѓани. Верувајте ме. Не е се, ние сите знаеш, четврток шел, ајде нека, не е така. Не е така. Не. А тука треба таа да е фреквентна улица. И Жаки за мене и Ѓорги се највиновни што таа улица не е фреквентна. Сакаш се сложиш, сакаш не се сложиш. Потполно сум управо. Да. Кажам уште еден пример, дека работиме во обезбедување на протокот на сообраќај, се однесува и последната одлука за дотур на стока која што е изгласано. Ова не е предлог од оваа година, предлогот стои веќе неколку години наназад, но благодарение на некои наши локални медиуми, кои што има објавено дека во градскиот трговски центар имаше возило кое врши дотур на стока, беше иницијалната каписла да раководството на општина Кочани ги отвори предлозите и да каже што е потребно оваа одлука да се донесе. Потребно е само правниот оддел во општината да го среди правнички, да биде поставено на дневниот ред на комисија, на дневен ред на советот и оваа точка едногласно е изгласана. Што тоа значи? Тоа значи дека ние веќе ставаме некаков ред во сообраќајот, дојдовме до тој момент, во моментот се обезбедува сообраќајната сигнализација, тоа се знаци и дополнителна табла заради ограничувањето временско кој што е потребно да се постави, ќе биде поставено на влезот, медиумите ќе бидат информирани за одлуката, полициската станица исто така писмено и сите
правни субјекти кои што се маркети дали од помал или поголем капацитет за одлуката која што е донесена и целата е веќе со полна важност, но низината оперативна реализација со поставување на вертикалната сигнализација. Тоа е само еден чекор кој што е превземан во интерес да почнеме да ставаме ред во сообраќајот. Како? Целосното градско подрачје, така во ужото централно градско подрачје, така и за пазарниот ден, кога имаме и текако голем хаос и мораме да признаеме дека сообраќајната полиција секој четврток е на влезот и го регулира сообраќајот, бидејќи тоа е нивна надлежност и одговорност. Она кој што се однесува во регулирањето на сообраќајот, а треба да биде под ингеренција на општината и пак ќе го споменеме паркингот, нерегистрираните возила, дотрејаните возила, тоа ќе биде некој следен чекор, а тоа ќе оди Ја ти го остави тоа прашање за на крајот. Добро, а тоа ќе оди со промената на одлука на Совет, одлука за комунален ред. Улицата што е од собранието што оде према Аснон горе. Така. Таа улица ја возат многу малолетни деца. Многу брзо возат, со нерегистрирани возила, со непунолетство. Никој не ги казнува, тука е хаос, тоа е сен, ова е син, она е пријател, дај ова каде да завршиме, тоа е старо уходена македонска работа. Ние сме многу јаки на социјалните мрежи, ако дое такво нешто решаваме, не решаваме. Како размислувате тие улици вие да ги решите? Ево таа улица ја посочи. Од таа од Астомо кој што оде горе поред филтер станицата што спаѓа доле сега до Екоил тамо, како се вика, до Лукоил што доваѓа, до Кружотек. И на таа улица се луѓето плачат дека се брзо вози. Тие улици што се недоволно широки, мислам они се широки за тоа, меѓутоа има на ни паркирано исто возила. Дај некако да размисля, дали имате некои размислувања и тоа да се реши прашање? Секако една покрај овие споменатите улици е улицата Гошо Викентиев, која што беше сега завршена. Кога го имавме надзор од Светска банка и Министерство за транспорт и врски, на директна средба на самата улица, граѓаните го кажа ова што сега го зборуваме. До сега улицата не беше добра, бидејќи беше оштетена и една од постарите улици, се возеше брзо. Сега, по незиното асфалтирање, се вози пребрзо. Пребрзо. Се вози пребрзо, уште побрзо. Исто така, бидејќи таму надзорот кој што го имаме во сообраќај се однесува повторно од тие што ги даваат парите, нели? Побараа промена на сообраќајната документација, но колегите кои што се проектанти ја немаат законската и правилничка основа за да постават успорувачи на сообраќајот. Заради тоа имаме таму вратена документација и поставување на една зона 30. Зборуваме дека ќе се потрудиме да го регулираме сообраќајот со поставување на сигнализација. Но исто така, нешто кое што го зборуваме со сообраќајната полиција постојано, секојдневно, а тоа е и со редовни контроли и со казнени одредби. Каква реклама им направи денеската на сообраќајната полиција? Не, тоа се моите непосредни соработници, јас го зборувам тоа што го работиме заедно. Така да, одговорно тврдам дека е така. По редовните контроли, политичка програма, знаеш тоа како е. По редовните контроли и можеби со поголем број казни, иако како граѓани ќе кажеме дека немаат друга работа, но казнуваат. Има ли поголема казна да се случи сообраќајна незгода и не дај Боже да тоа биде некој што не го познаваме, а нели пак наш близок. Заради тоа зборуваме дека безбедноста во сообраќајот е тема која што треба да се разработува. За среќа имавме сега прашалници доставено од општина Кочани во кој што максимално се вклучивме, дадовме одзив и сме, како што ни го кажа, едни од заинтересираните за да влеземе во првите 5 општини и се однесуваат за зголемување на безбедноста на јавните патишта. Така да почнува и се отвара еден фронт каде што првично ќе размислуваме подлабоко од претходно и воот ќе го решаваме тоа што ја загрозува безбедноста на дневна основа. Јаки, емисията почнаме ако се кјаваш со паркирањето, што е проблем на Кочани. Голем? Не голем, најголем проблем. Ути има улици, нели, Димитар Влахов се наплаќа се оваа што е до Маршал Тито, таа попречата не се наплаќа и таму там е хаос, например, тие там колку се улици, и там има и инциденти кој да паркира. Меѓутоа,
се викаш ќе направиме, ти ние сме ли држава што работиме со додавката и дубаво е да направите. Тоа се некако инстант тоа што го правите. Обавестите ги граѓаните преку медиумите, ќе направиме, ние ги обавестиме граѓаните и тука застане работата. Ево јас зашо ти го кажувам ово. Како ќе решите прашањето, имаше апел дека хаварисаните возила и нерегистрираните возила дека ги отстранувате. Ништо не направите. Знаеш што? Само ние се обрукаме дека опишаме и имаше тамо и навредливи зборови дека тоа е наше што го пишуваме, не е дека тоа е одлука од собранието. Првично да се задржиме на оние подолго нерегистрираните кои што со новата законска регулатива со првите оцемени возила од страна на сообраќајната полиција од ПСК-чани и нивно задржување во рок од 90 дена, ние на улиците имаме, можам да кажам, можеби мал број, но ги нема сите оние Шо мал број? Мал број на нерегистрирани возила. Грешка си. Бидејќи ова можеби се поповикани сообраќајната полиција и ПСК-чани да го кажат, при контролите возилата кои што ги гледаме, кои што на лик се постари, се регистрирани. Колкава е нивната техничка исправност, докажал нели некој друг, бидејќи тоа возило е регистрирано. Со првите одземени возила, ние во градот веќе имавме застој на нерегистрирани возила како возила кои што учествуваа во сообраќај. Ова, понатаму што го зборуваме дека имаме возила, кои што не зборуваме за централно градско подрачје, можеби најмалку имаме возила кои што не се во употреба или се хаварисани, а стојат на некое паркинг место. Но сите останати улици, она што го споменавме, дека секое семејство, секое второ, има минимум 2 патнички возила. Има возило кое што веќе не е за регистрација и не е во употреба, но никаде не е тргнато. Тоа, ја споменав, одлуката за комуналниот ред е на дневен ред и треба да биде променета, за да може комуналниот инспектор, инспекторот за сообраќај и комуналните редари да постапуваат, бидејќи има тука сега една мала законска пречка. Ова треба да биде дефинирано, но тоа не значи дека не постапуваме, бидејќи имаме акцијски контроли планирани од страна наша на општина Кочани и од страна на полициска станица Кочани, ги правиме заеднички и работиме на паркирање, на опоменување и на тргање од коловозните на тротоарите и од јавните површини. Тротоарите, тоа сакам да ти кажам, народно прашање ми беше, тротоарите кој ќе решите проблем? Исто на овој начин, не велам дека не го решаваме континуирано и не е селективно, туку е во однос на временскиот интервал. Ако имаме 2 часа договорен инспекцијски надзор, за тие 2 часа се поминува само одреден дел од градот, каде што следниот пат е другиот дел од градот и да ги постигнеме, да ги изчистиме сите улици. Луѓето, знаеш, кај нас малку се и, да не кажам, некои разгалени. Во една прилика разговарах со еден, викам, добро, зашо се паркира на тротоарите? Вика, нема знак. Зашо е потребно знак на тротоарот да се паркира кога таму треба дечиња да поминуват, пешаци да бъдат. Каков знак сакаш тоа? Па не, вика, без знак, тоа никој не го интересира. Знак нема ли, сите се паркират. Ајде за ово, за хаварисните доврши се ти. Хаварисаните возила се возила кои што ги тангира законот, секако. Во поголема надлежност е на сообраќајната полиција, со опоменувањето, со работа на терен. Имаме возила каде што веднаш, да не кажам, од денес за утре се поместени или тргнати. Имаме возила каде што се навраќаме по 2 до 3 пати, но со промената на одлука за комунален ред, со една заедничка акцијска, зборам, за 3 месеци, ние ќе имаме изчистени улици и ќе имаме малку по-друг однос и на нашите сограѓани, на самите нас и поголема контрола околу хаварисаните возила, кои што навистина ги закрачуваат сите улици во градот. Значи тоа ќе биде од нова година, 3 месеца е толку. Октомври, ноември, декември. Ако плановите 90 дена, значи тука е до нова година. Ако плановите како што досега ги започнавме, ги договараме и ги реализираме во општината, очекувам не само да одлуката на комуналниот ред биде донесена, очекувам дека ќе имаме изработен нов сообраќаен проект за динамичниот и стационарниот сообраќај,
ќе биде со поголем опфат од централното градско подрачје, со двете улици покрај реката, со улиците секундарно од нив, значи доктор Николич браќа Ставреви, па Сет Димитар Влахов, со ова што го споменавме, кружниот тек и полициската станица, со опфат Никола Карев се до судот, она што буквално е ужо централно градско подрачје, кој што имаме, мораме да бидеме свесни, централизираност во центарот на сите наши потреби кои што се однесуваат, сите институции се тука, нашите потреби, нели, градскиот трговски центар, шопинг, излегување, забава и слично, сите сме тука, имаме најголема фреквенција, најголема гужва во сообраќајот и најголема потреба за паркинг простор. Со донесувањето на нов сообраќајен проект, со утврдување на режимот, со поставување на сигнализација, со една нова одлука која што ја споменавме на советот, е помината одлука за плаќање на паркинг просторот, но е помината од претходно и на тие улици само таму каде што е. Но опфатот треба да биде поголем, треба да добиеме зонско паркирање, каде што првата зона би била со повисока цена, втората со, се разбира, пониска, третата нешто символично, а не како сега кое што имаме символично, со тоа да обезбедиме влез на сите индивидуални и стамбени згради да бидат ослободени од неправилно паркираните возила, бидејќи ние имаме поплаки секојдневно, граѓаните не може да си влезат дома. Тоа да го изрегулираме, сето тоа ќе биде во една законска рамка, со едно трајно сообраќајно решение, со утврдување на нови такси за паркинг простор, колку и да не сакаме во ова криза социјална, економска, енергетска и секаква како што не зафати, но зборуваме за нешто кое што се жалиме секојдневно како учесници и зборуваме за нешто уште побитно, а тоа е загрозување на нашата безбедност во сообраќајот. Тука исто, покрај паркингот, би сакала да ги споменам такси превозот, јавниот превоз, она кој што не е изрегулирано, не е видливо дека е изрегулирано. Луѓето таксистите се жалат, имаме вика обележено дека треба да имаме да имаме постројки, а приватни возила се паркираат меѓу нас, таму и ни зазимат место. Тоа сакав сега да го кажам. Исто така, нели, за да во дел од учесниците на сообраќајот се и нешто кое сето тоа е во опфат и сето тоа е во план. Промени мора да направиме и за одлуките на совет, постојните, бидејќи имаме изградба, нели, имаме нови режими на сообраќај. Исто така можам да кажам дека покрај инспекцијските надзори кои што ги правам јас лично на такси превозот, јас иницирам Јас, да, ама иницирам чести состаноци, тоа може да го кажат и такси компаниите. Во која смисла? Во оваа смисла да позборуваме, бидејќи мораме да бидеме искрени. Возилата кои што ги имаат лиценците, изводите од лиценци за своји возила, се возила кои што регуларно плаќаат некој паричен надоместок од државата се плаќаат. Јас имам, да не кажам посебен третман, но посебно внимание на тие кои што се итекако редовни и согласни законските одредби. Затоа барам, значи како барам кон нив, така барам и кон општината, да општината ги обезбеди нивните паркинг места, такси постројки и секогаш сум поборник дека ако ние немаме такси постојка на автобуската во Кочани, каде ќе ја имаме? Жаки, да не биде оваа емисија округло па на ќош. Така. Во тај смисол, значи имаш 3 месеца фора, по нова година те викам у емисията и некам да го подружиш зборо ке, ово ќе направено, ќе речеш направиме тоа. Договорено. Ја ти благодарам за учеството у емисијата, да си жива и здрава и да се видиме у некоја друга прилика која ќе имат граѓаните кои ќе почнат задоволството да го видат од тоа, ти што го обеќа сега. Бидејќи критиката продолжува се додека не се направи тоа. Нека само врз кон тебе и кон твојот тим, партнер, колега да кажам Ѓорги, мислам кон вашиот сектор, продолжува и кон општина Кочани. Така е. Фала ти на учеството. Јас ќе го употребам пред да се заблагодарам завршниот збор за многу нешта кои што не ги споменавме. Тоа е дека ние веќе 2 години имаме програма за сообраќај, која што е изгласана на совет. Пред да ти се заблагодарам требаше да кажеш.
Но ете, мислев дека ќе имаме уште време. Ако е време имаме до вечер, Покрај програмата за сообраќај веќе имаме како тековно, каде што е спомната хоризонтална, вертикална сигнализација, имаме некои нови предлози за кои што Општина Кочани и сака и ќе обезбеди, и секако, еве да го споменам, прегиска споменав, имавме ден без автомобили, иницииравме ротари, обезбедија елеци, со нив зборувавме, на нив им го дадов предлогот, тоа што е предлог за надополнување на сообраќајната опрема и сигнализација, каде што и како можеме да се најдеме ако тие имаат обезбедено финансиски средства од надополнување за да само направиме еден побезбеден сообраќај во општината. Она кој што го реализираме, а веќе бевме видливи, склопено заедно со програмата за еднакви можности, имавме во текот на оваа година многу едукативни средби со основците, средношколците, со сограѓаните. Заедно со средношколците излеговме на улица и ги почнавме деловите од анкетирањето кои што се однесуваат околу сообраќајот, околу паркингот. Ја зајакнавме соработката со Републичкиот совет за безбедност. Секоја нивна национална кампања веќе е спуштена на локално ниво. И тоа се случи по првата стварена средба на претседателката на Републичкиот совет со градоначалникот на општина Кочани. Отворена е вратата и колегите се отворени за соработка како на сообраќајниот смер, така сега се насочуваме и кон гимназијата средното општинско училиште Љупчо Сантов. Не ги запоставивме основците со почетокот на учебната година. Излеговме заедно на улица, имавме едукативни настани кои што медиумите ги проследија. Нешто кое што е во план и почнува да следи, тоа се средбите со граѓаните за предлозите на промена на режимите на сообраќај на соодветни улици, за еднонасочни улици, но сето тоа заеднички, да не кажам милувам да биде како школски пример, да бидат вклучени сите засегнати страни, за да можеме да дојдеме до некои трајни решенија од кои што ќе сме задоволни сите. Јас искрено благодарам за денешнава покана. Благодарам што сум помеѓу првите гости и благодарам бидејќи сум првата жена во емисијата. Епа, ти си и итра жена, јас се требаше еднаш да ти речам благодарам, ама тоа е добро, и ја ќе оздавам завршен збор со една реченица. Добро е што правите едукација, тоа е убава работа, меѓутоа ефект треба да има од сето тоа. Фала ти уште еднаш што беше гост у емисијата Разговор со Џони. Благодарам што имавме можност да кажеме и да споделиме заеднички.